треба да си ја најде животната средина каде да живее. Например, ако јас сум слон, не можам да пливам во океанот, така? Не можам да се качувам на дрва. Или ако некој е мајмун, исто и тој не може да плива, ама треба да си го најде дрвото каде што ќе му одговара да живее. Знам доста случаеви каде што луѓе се преквалификувале, поготово во некои од тие програмерски дејности, информатички дејности, каде што работам од дома, ќе земам големи плати, многу поголема слобода, но ако не си таму, јас знам случаеви каде што се вратиле во својата претходна дејност или индустрија каде што биле, некој одреден период седеле, некои не успеале да најдат работа, за некои било многу тешко и навистина е тоа што го кажа добро, спознај се себе си, да се знаеш себе си. Океј, златното правило состои како тако, правимо го на другите, она што сакаш тие тебе да ти го прават. Ама тоа правило би постоело во некој поширок контекст, дека ние можеме да градиме добро општество или добра фирма само тогаш кога се обидуваме да направиме благодат за сите. Единствено можев да се понизам пред Бог, да го прифатам како спасител, да речам Боже, ти умре за мене на крстот, ме откупи, ми даде подарок, да јас можам да имам вечност. И јас не гледав, не можам да видам некое друго решение за мене. Антонија, здраво и живо, добре ни дојде на подкастот за вера и работа. Здраво. Антонија, здраво. Благодарам за поканата. Да. Задоволство ни да те поканиме. Како си денес? Добре, супер, убав ден. Така. Да. Ми тргна во денот, со керката си поигравме малку, се разделивме во градинка и така. Супер. Што ми ќе почна за личниот живот, ајде малку кажи ни плюс брачен статус, очигледно, жене, така. Да, носам прстен. Да, оженет сум. Имаме едно девојче и уште едно на пат. Живееме со супругата веќе 3 години. Толку сме во брак и така. Супер. За тие што не те знаат, кој е Антонија, што работи? Да, јас работам со маркетинг, тоа студирав и тоа ми беше љубовта ми се роди во средно кога прв пат имав предмет по маркетинг. Тоа сум имал некаде 17 години, претпоставувам. И од тогаш навака продолжив да ја баркам таа кариера, завршив додипломски во Скопје на УКИМ во секторот маркетинг и некаде до 18 години па до сега постојано работам во маркетинг во продажба во различни компании, почесто IT. Во моментов исто така завршив и додипломски студии во Манчестер, Постдипломски. Да. После дипломирање постдипломски студии и во моментот работам во сопствена маркетинг агенција, се вика Гигат, каде што со уште двајца партнери ја водиме и работиме се од маркетинг и веб девелопмент. Тоа е накратко мојот кариерен пат. Така, супер. Пред да бидиш со Гигат, правеше нешто самостојно, работеше во друга фирма? Не сум работел самостојно никогаш пред Гигат. Сум работел како вработен во различни компании. Меѓутоа имав повеќе обиди да отворам свој бизнис. Еве и за тоа може да е интересно да спомнам. Со Филип исто така пробавме еднаш и претходно како студент учествував во еден проект кој што се вика GrowBiz од Linkacross, каде што ми помогна да преку менторирање и едукативни сесии ми помогна да оформам бизнис план. Имав неколку бизнис плана до сега, но ништо до сега не успеа. Многу од нив завршија и рано во процесот на планирање, меѓутоа тоа е добро, некогаш е добро и да пред да го почнеш нештото да знаеш дека не функционира и да го завршиш на време, отколку да се губи непотребно енергија и време. И исто така го гледам тој процес како созревање, како растење. Еден соговорник еднаш ми кажа, еден познаник, ако успее одлично,
Ако не успее, ќе научиш што не функционира. Така. Така што сето тоа се лекции и подготовка. За еве денеска да ми служи тоа знаење и искуство. Супер. Да, Антонио, долго се знаеме и имавме еден обид за... Направивме бизнис план, направивме се први чекори како што требаше, но може би не беше пазарот тогаш спремен за таа, а и сега не гледам дека нешто многу функционира таа идеја. Беше хидропоникс, оние да растеме салати врз вода, без почва. И да, почнавме нешто да садиме, пробуваме во сунгери, па ќе прорати, па ајде да направивме една како посебна базенче, мини базенче, кај што можеме да ги ставиме да растат, ама имаше некој обид за такво нешто, некоја фирма, ама гледам дека не се фокусирани на тоа. Да. Барем за сега. Еден период имаше многу раст во тоа, ама сега нема. И така да, сега сме во нешто сосема друго. Ама сепак земјоделието ни остана како љубов. Интересно. Да. Млади луѓе заинтересирани за земјоделие. Да. Мислам дека тој контакт, пошто сме многу во, знаеш, цело време си на биро, на компјутер, во некој свет пред монитор, контактот со земјата е навистина нешто што може да биде многу добро за нас. И едва чекам лето кај што може со бос да можам по трева, по земја да газам без... Да не слушаат некои земјоделци, ќе речат овие не знаат што зборуваат. Не знаат што зборуваат, дојди ти еден бегај од мотика. Така е. Да, треба да е позелено од другата страна. Така е, точно. Да, не е лесно. Јас кога сум работел физички работи, сум си мислел што убаво би било да сум во канцеларија да си седам, ама сега кога сум во канцеларија и седам, си викам убаво би било да прошетам, да работам нешто физички. Така е. Да, интересно е што го кажа. Секој пат нешто што ни фали, го гледаме, тоа би било пубаво, и кога сме таму ќе го гледаме, на овој или овој што го прави, оној што го прави е пубаво. Ти имаш доста и како студент, нели беше доста вклучен и во и на самиот факултет беше демонстратор, понатаму твојата, знам дека си доста вреден во смисла на учење, доста вложуваш во учење и го сакаш учењето. Како тоа ти помогнало на тебе во кариерата или како си се насочил нема да продолжам во едукација, туку сакам да бидам во приватниот сектор и да работам и да го работам она што го учам. Да, првично додека студирав ми се роди таква желба да бркам кариера во академија, односно сакав да бидам бизнис професор. И исто така еден период работев part-time како консултант за кариера со една невладина организација и таму во извештајот видов дека едукација и менеджмент се двете работи кои што најмногу ми лежат за моите вештини, вредности, карактер. И затоа што имав прилика да бидам демонстратор, ми се виде тоа многу интересно. Сакам да објаснувам, да им помагам на студенти да научат, да се грижам за нив. И затоа и запишав магистратура, но таму во Манчестер видов дека моите професори многу малку време поминуваа со студенти, а најголем дел од времето го поминуваа самостојно истражувајќи, пишувајќи научни трудови. И тоа е многу работа, многу читање, многу анализирање, буквално сам се затвораш во канцеларија и си работиш. А тоа сватив дека мене не ми одговара. Јас повеќе сакам да ми биде подинамично, да поминувам повеќе време со студенти. И за време на студирањето одлучив дека таа кариера не е за мене. И почнав да барам работа во бизнис секторот. И така направив еден мал пресврт. И мислам дека не направив лошо. Да. Значи со тоа што ти си правел кариерно советување за други, си бил првиот клиент за себе. Така, да. Дали во тој дел, дали нешто би издвоил или на кој начин и зошто луѓето би требало, не знам, да се советуваат. Гледам дека многу повеќе сега се јавуваат тие потреби и луѓето прават доста и промени од нивните
работи, еве сме имали неколку клиенти кои што развиваат такви идеи каде што ти можеш, има и многу академии, нели можеш си работел во банка нешто на шалтер, па сега ајде ќе се прераспределиш, ќе учиш нешто ново и е многу полесно да почнеш да учиш ново. Дали имаш ти некој пример во таа твоја работа или нешто што би го издвоил било посебно и вредно за тој човек, за таа личност? Би кажал нешто општо, оваа тема е многу занемарена во нашето општество, а е многу потребна. Има толку многу можности, особено во денешно модерно брзо време, толку многу работни позиции што еден млад човек може лесно да се збуни и да се насочи во погрешна насока. Јас на пример би сакал да имаше некој да ме советува кариерно кога завршив основно или додека бев средно, во тие години да ме насочи и препорачувам на секој млад човек, па и дури повозрастните што се во веќе етаблирани во својата кариера да си направат една евалуација. Е добро да се запознае човек сам себе си, да види каков карактер има, какви интереси, какви вештини, таленти од Господ дадени и какви вредности има. Вредностите се многу често занемарени при консултантите за кариера, не ги земаат предвид, се многу битни. Може да зборуваме за тоа и полосно. Да. И според тие особини на личноста е добро да се насочи во која кариера највеќе одговара. Јас тоа символично го гледам како секој човек е, да речеме, различно животно и треба да си ја најде животната средина каде да живее. Например, ако јас сум слон, не можам да пливам во океанот, така? Не можам да се качувам на дрва. Или ако некој е мајмун, исто и тој не може да плива, ама треба да си го најде дрвото каде што ќе му одговара да живее. И така сите ние треба да си го најдеме кариерниот пат, што сметам дека Бог на сите нас ни дал уникатен дизајн, за да извршиме некоја улога во општеството. Исто како во телото има различни органи и секој орган си има своја функција, така и ние во општеството сите сме некој мало органче, некоја мала клетка во тоа општество и секој од нас со своите уникатни таленти и вештини и карактер допринесува во општеството, допринесува да се изградува се. И секако многу подобро окото ќе гледа отколку увото. Увото не може да гледа. И често пати се случува некој да е на несоодветно работно место, излажан поради пари, поради семени совети, поради пријатели, поради некои погрешни мотиви, кои што според кои што не треба да се води човек. Парите не можат да направат токаво задоволство на работата, кога во споредба со тоа да би го нашле тоа место што е добро за нас, на место каде што ние ќе може да го употребиме нашиот дизајн целосно, тоа ќе ни носи многу задоволство. А често пати, како што спомна, вредностите, може да го најдеме работното место кое што е идеално за мене, ама ако таа организација не ги споделува истите вредности како мене, нема да функционира. Еве, јас сум работел во компанија каде што менаџерот ме советувал да манипулирам, да ги лажам клиентите. Тоа со мене, тоа не е моја вредност, јас не можам да работам во таква компанија. Да. Тоа веќе малку филозофски муабет го начнавме, значи ако добро те разбирам, твоето размислување е дека секој еден човек има свои вградени способности и таленти кои што треба да ги развива и да се развива во таа кариера. И дека е можно да се деси човекот да биде заведен, така кажано, од филмови, од пријатели, од маркетинг и да тргне по некој пат кој што заправо не е негов пат, како што викаше ти, слонот да се качува на дрво. Ако некој човек би се нашол во таква ситуација, прво од кај ќе знае слонот дека е качи на дрво, и ако се свати дека е качи на дрво, што тогаш? Така, никогаш не е досно да се смени кариерата. Кога бев консултант за кариера, ги охрабрував и моите постари клиенти, да речеме, дури да имаш една година до пензија, зарем вреди да се помине во фрустрација. Подобро е да се смени кариерата и
таа последна година или колку и да е време да го поминеш во нешто што ти исполнува. И еве ако слон проба да се качи на дрво, дрвото ќе се скрши, така? Или слонот некако може да се повреди. Тоа истото се случува и на нашето работно место. Човекот не се чувствува задоволен, не се чувствува исполнет, не работи со елан. Таа фрустрација се пренесува и дома на семејството. Еве, може да разговарате со пријателите, со блиските, што ќе речат тие за вас и вашето работно место, како дали пренесувате некоја фрустрација дома. Домашните секако го чувствуваат тоа. Ако ја се вратам од работа нерасположен, жената, децата, тоа ќе го забележат. И тие може да ни дадат добар совет дека можеби нешто не е во ред со тоа работно место. Сега тука може да се проблем вредностите или па и комплетно да сме промашиле кариерата. Еве денеска многу млади луѓе студираат да бидат програмери. Ама потоа се мачат во студиите, не можат да положат некои предмети и гледаат дека нивниот дизајн не одговара за да биде програмер. А можеби биле примамени од високите плати на програмерите или можеби семејството ги насочило во таа насока. Да, баш тоа што го кажа, и знам доста случаеви каде што луѓе се преквалификувале, поготово во некои од тие програмерски дејности, информатички дејности, каде што работам од дома, ќе зимам големи плати, многу поголема слобода, но ако не си таму, јас знам случаеви каде што се вратиле во својата претходна дејност или индустрија каде што биле, некој одреден период седеле, некои не успеале да најдат работа, за некои било многу тешко и навистина е тоа што го кажа добро, спознај се себе си, да се знаеш себе си. Јас пред некое време направив имам одамна направено еден тест и сега брзо направив уште еден тест за себе си и гледам како и јас сум се променил после толку време. Сум бил можеби претходно повеќе екстроверт, сега сум можеби повеќе интроверт. Некоја друга аналитичка способност и ти ако се вработам како сликар, кај што треба да креативен нешто да цртам, не е тоа кој што јас имам дарба и не е тоа нешто кое што е моја силна страна. Така верувам дека е навистина битно луѓето уште од рани години да можат да одредат или точно да видат кои се оние кои што Господ ги создал да бидат. Добар пример спомна со музиката. Еве, ако некој нема талент за музика, и колку и да се труди, никогаш нема да свири толку добро како некој што е многу талентиран. Так. Еве и ако земеме пример, да речеме, ако некој студира за доктор, а природно да речеме има чувство одвратност од крв, од такви грозни работи што ги има во медицината и со пациенти. И таа личност не може да биде во медицина. Да. Или еве некој ако сака да биде медицинска сестра која што треба да ги негува пациентите. Така. Таа треба да има предиспозиции да биде нежна, да биде кротка, да биде услужлива, да се грижи за пациентите. Треба и пелени да му смени на некој повозрасен. Некој што бил медицинска сестра, утре станува полицаец и му вели на крадецот: "Те молам, дај ми го оружјето, спушти го доле, те замолувам." Значи, еве полицаецот треба да биде многу подиректен, многу по груб во својата за работа за да извршува одлично својата работа. Ако не си во вистинското работно место, не може да станеш одличен. Секогаш ќе бидеш просечен или подпросечен. Интересно е она што го кажа во однос на вредностите. И ајде зборнеме за твојата дејност која што имаш, она која што го работиш како маркетер. Некој пат на маркетингот, еви ти Игор си во истата дејност ќе се гледа како манипулативен или што кажа, ќе бараат од мене за овој продукт јас да го прикажам дека ќе го направи многу повеќе од очекуваното ќе направи или ќе направи за вас чуда, а уствари тој продукт не може да го направи. Тој маркетингот го овозможува многу лесно тоа. Многу лесно некоја маркетинг стратегија, кампања каде што ќе прикажеш нештото што не е така. Не знам ако сте нарачувале од овие кинески сајтови, јас знам брзо, прикажана торба голема и ја нарачуваш, сликата е огромна, и ја нарачуваш, ти стигнува джебно некое новчаниче и немаш ти уствари торба ранец што си го нарачал, баш се случи тоа да нарачаш голема торба, уствари ти стигнува малечко ранче. И тебе ти ја дава првата слика, торба гледаш, голема се, а на крај добиваш за во джеб торбиче. Како ги поврзуваш тие
своји работи, со тоа што можеби утре ризикуваш продуктот стварно да не се продаде, доколку не направиш добра кампања. Еве за двајцата размислувања во таа сфера. Еве можем јас да почнам. И подкастов се вика Вера и работа. И затоа би требало да ставиме голем фокус. Кога веќе такво етичко прашање се допира, мора да се вратиме на корените, да одиме малку поназад. Не е одговорот само во работата, туку и еве конкретно за мене во мојот светоглед, во мојата основа, или во било која, секоја личност има некоја основа, некој светоглед, некои верувања, некои вредности врз кои што го гради својот живот. За мене тие вредности се во Библијата и христијанскиот светоглед. Јас верувам во Христос и на тоа го градам својот живот и својата работа и се друго. Тоа е темелот. Сега, кога оваа етичка дилема се пренесува во работата, јас се враќам чекор назад на основата и тука е решението за тоа што како јас размислувам и како јас би постапил при таква етичка дилема. Нормално, сите што ги знаат христијанските вредности, не е во ред да се лаже, да се манипулира, да се краде, да се представува нешто лажно. И тоа, за жал, во маркетинг индустријата и моите маркетери колеги многу често прават такви манипулации, измами, лаги, и јас сум бил исто жртва на такви купувања каде што едно ми било прикажано, друго сум добил и не се води некакво етичко внимание за содржината што се крира, особено сега на интернет. Секој може многу лесно да направи содржина, не е важно дали таа содржина вистински ја представува вредноста на производот или не. Важно е само да се прават пари, да се купува, што е многу жално. Мене многу ме фрустрира што е денеска толку популарно да секој успех се мери во финанси, во пари, колку пари сме направиле, и државите, и организациите, и луѓето сите го мерат успехот во пари. Јас не се сметам за успешен само ако имам пари. Парите се само еден сегмент кој што ако ги имам не ми гарантираат ништо посебно, ниту задоволство, ниту некаква исполнетост, ниту смисла може да ми дадат. И секако не е во ред да се прави тоа, и тоа е едно нешто кое што ние строго го имплементираме во нашето работење, да се што правиме биде етичко, да имаме чист образ пред Бог прво и потоа пред клиентот, зашто веруваме интегритетот тешко се гради, ама лесно може да се сруши. И еве, кој сака да биде пријател со некој што лаже, што манипулира, што не е одговорен. Така, нема многу такви луѓе. Исто и со организациите. Ако ние еднаш некого излажеме, потоа нема да е лесно да пак лажеме. Така, нема да имаме добар однос со клиентите. А исто така некога се случува и некои клиенти да ги одбиеме или да го ограничиме нашето работење во некои аспекти, токму поради тој интегритет. Некогаш клиентот може да сака нешто да направи, ама ние не сме должни се да правиме како што тој ќе побара. Имаме право да си го задржиме интегритетот и да кажеме до овде е етички, од овде натаму тоа нема да го правиме, или ќе го правиме на начин на кој што е коректен, кој што дава интегритет. И верувајте ми, на долг рок интегритетот секогаш победува. Така. Краткорочно може да има поголеми финансиски добивки, тука себичноста доаѓа во израз, ама на долг рок секогаш интегритетот е поисплатив, носи поголема добивка. Така. Која што не се мери секогаш во финанси. Не и за џабе и старите рекле на лагата и се кратки нозете. Мислам дека во народните поговорки има многу вистина. Ти ќе прелажеш неколку, еве ќе го купи некој тоа ранче, ама утре ќе каже, ќе остави лош ревју, можеби ќе каже ова не е тоа што го нарачав, или ќе каже на повеќе тоа ранче не е она што го прикажувате, и ќе продадеш можеби на неколку илјади, ама веќе толку ќе ти биде. Тој како трговец веќе ти ќе го избришеш од листата на потенцијални. Да, сите сме фрустрирани од таа култура
на нечесност и на измами и на Така. нефер, ама малку се луѓето што самите кај себе велат ајде јас да го направам првиот чекор, јас да покажам со пример во какво општество сакам да живеам. Да. Нели Исус како што вели, прави му го на другиот тоа што сакаш тебе да ти го прават. Да. Така што ако јас сакам да сум третиран фер и вистина да ми биде кажана, треба и јас да почнам од себе, јас да го правам тоа на другите. Да. Добро, тоа е пак по предпоставка дека ние живееме во едно кохезивно општество, кај што културата е горе-долу иста секаде. Реалноста е малку мислам поинаква дека горе-долу скоро секоја држава има култура која што е доста шарена. Шарена во смисла дека не сите луѓе ќе имаат исти вредности и дека не сите луѓе ќе си раскажуваат една иста приказ на таа наративата на животот, дека ево како што спомна дека успехот не секогаш е само пари. И дека богатиот човек не значи дека е успешен или па дека сиромашниот човек е неуспешен. И сега ние имаме ситуација кај што да налагата и се кратки нозете, ама додека ја стигне правдата, може да помени доста долго време. Да. Така речено од перспектива на вечноста, дека интегритетот е поисплатлива работа и дека на лагата кратки се нозете. Ама од друга страна, сведоци сме на тоа дека големите фирми кои што денеска постојат, сега да не ги именуваме, да не си правиме белја, нели, дека големите фирми многу често имаат проблеми со работна етика и многу често гледаме судски процеси против некоја фирма која што свесно и намерно направила бизнис одлуки кои што сте на штета на клиентите. Имаше во автоиндустријата имаше еден случај кај што некоја од големите фирми, многу голема фирма, одлучила дека ние сме свесни, ова е 60-70 години. Ние сме свесни како фирма дека таа и таа кола, тој и тоа возило има технички проблем, мислам дека беше со резервоарот. Кај што колите релативно нови се запалувале и експлодирале. И тие си направиле математика дека нас ке ни е поисплатливо да ги исплаќаме штетите на оние коли кои што се веќе оштетени, отколку да ги повлечиме сите коли кои што сме ги продале и да го поправиме дефектот. Да. Фирмата одлучила дека таа како фирма постои за да направи пари, дури и на штета на клиентите, Така. и кај што таа штета не е само нелагодност, туку и смрт, пошто имаше луѓе кои што умреле во тие. Да. И сега кога ќе имаш таква шарена ситуација во општеството кај што не секој тргнува со идејата дека го правиме нештото кое што сакаме другите да ни го направат, испаѓаме дека ние кои што сакаме да бидеме честни, одбираме да бидеме згазени од конкуренцијата. Не знам дали ти се има десено во твоето работење да например да даеш понуда за некоја работа према клиент и да слушнеш дека тој клиент одбрал да работи со некоја друга фирма која што или ги лажирала резултатите што може да ги спорача, или дала под цена нешто знаејќи дека после ќе го анексираме договорот. Значи кај што фирмата намерно употребила финти, народно кажано, да го земи тој клиент, да го превземи од тебе, и ти, народно кажано, со крстот на чело одиш, го губиш клиентот, еднаш, 2 пати, 3 пати, 10 пати, и твојата фирма престанува да работи ради тоа што си ти одбрал да бидиш чесен, под наводници, во ситуација кај што might is right, нели, како што се вика во англискиот, дека сила Бога не моли. Да, во право си се согласувам со твоја перспектива. Да, мислима случајно да ние сме понудиле понуда за нека услуга што била поскапа од некој конкурентен играч, ама како што и предпоставувавме дека на клиентот нема да му се допадне цената и ќе одбере некој друг што за поевтино тоа ќе го направи, меѓутоа тоа што ќе биде испорачано нема да биде комплетно како кога ние би го направиле. Да. Се сложувам со тебе дека не е фер да се работи честно од кога ќе се стави таа честност во реалниот живот, многу пати е нефер. Многу пати ќе биде човек злоупотребуван и нема да напредува. Меѓутоа, затоа и реков дека на долг рок интегритетот вреди, затоа што имам
вечната перспектива на ум секогаш. Како христијанин верувам дека животот брзо завршува. За кој како, некој побрзо, некој пократко, но вечноста е огромна во споредба со тоа што го живееме сега. И битно е тука да покажеме со пример како треба. Некои конкретни работи, да се вратиме на она со понудите, тоа јас како би постапил е или би продолжил да давам таква поскапа понуда, со тоа што би му објаснил на клиентот што се ќе добие плюс со таа понуда, или можам и јас, ако е етички исправно, да ја спуштам цената и претходно да му објаснам на клиентот дека со таа пониска цена тој ќе добие понеквалитетна услуга. Затоа што некогаш еве во бизнис материјалите, во бизнис литературата, токму и тоа е еден тип на стратегија на пристап на пазарот. Помалку за помалку. Помалку пари за помалку услуги, за помалку квалитетно нешто. Тоа не значи дека не е етички, дека мора секогаш да биде нештото во најголем квалитет. Еве, например, на некој му треба нешто му треба, еве да речеме, молив, и не мора да му е квалитетен, сака да ги крши моливите. Да, не знам, да дзида, да ги крши или да прави некоја кукичка со нив. Не му е важно дали моливот убаво пишува. Некој, например, е задоволен со некакви понеквалитетен производ. Тоа е сосема прифатливо. Така што ако се намали квалитетот, не секога значи дека тоа не е етички. Неетички би било ако, еве, како што кажа ти, намален квалитет може да предизвика смрт, како што е проблемот со автомобилот. Или некогаш намален квалитет може да значи и експлоатирање на вработени, како што многу фирми ги експлоатираат деца, експлоатираат вработени, имаат прениски плати, за тие да може да понудат ефтин производ, и во тој случај веќе имаме нарушување на етиката, со намалување на квалитетот. Да. Јас на ова што го каже Игор исто би се надоврзал често пати и за некои одлуки кои што треба да ги направаме во смислата колку мир имам со тоа и колку мирно ќе спиам. Дали ако превземам некоја работа која што викаш етички може нема да биде, јас ќе одлучам поради интегритетот дека не сакам да го направам тоа, нема да ја преземам таа работа, со тоа што не сакам да си го нарушам и мирот, оној мир, нели, што го имаме со Господ, но и мирот на мирен сон, кај што можам да кажам да јас мирно ќе си легнам и можеби со помалце сум изгубил можност за дополнителна заработка, но сепак што ми е повредно во моментот, дали ми се битни парите во моментот или ми е битно мирот кој што го имам, да не го нарушам. Така да тоа се две спротивставености кои што секој треба да ги да си ги одлучи на моменти. Но да, како што кажа, кога треба да се исплатат плати, кога треба да се платат сметки, кири, сето тоа, тогаш е и предизвик. Но нарушување на интегритетот или таа некоја лага може долго да не следи после тоа и долго да не демне. Да, за мене е исто така напорно да се прават такви игри. Да се лаже, да се манипулира, па со една лага друга се крие, па се прават математики, стратегии. Да. Тоа е една дополнителна обврска што секој сум ја гледал, што не сакам да ја превземам на себе. И си велам подобро е ќе одам со вистината и со тоа што е праведно. Нема потреба да си ги памтам лагите, да правам филмови, зашто ќе ми биде и полесно мене. И со лагата често пати нема да знаеш на кој што си му кажал. На еден една приказна, на друг друга приказна, на трета приказна и на крај барем сме сретнале можеби некој од нас такви луѓе кои што сите ги знаат дека се лажговци и едноставно веќе на едниот му кажал една приказна, на друг друга, на трета и можеби он самиот веќе си верува во тоа што го кажува. Да, има и луѓе што се добри во тоа, но треба многу напор, многу работа. Да. Ти го кажа она златно правило. Многу луѓе го мешаат со сребреното правило,
наречено сребрено, каде што вели не му го прави на другиот она што не сакаш да ти го прават, кое што укажува на една пасивност. Нема да ти дадам кафе, не очекувам ти да ми дадеш и готово. Но во ова нас ни бара прави го она што сакаш да ти го прават. Значи направи нешто кое што ќе му помогне на другиот и однесувај се, нели сите сакаме добро да ни прават. Ако јас му го правам на другиот на добро што јас би сакал да ми го прават, помагаме во креирање на еден подобар свет, во едно подобро општество. Добро, тоа е ако пак ние како општество имаме отприлика некој сличен етички кодекс. Пошто можно е ја да сакам секој мене да ме пушта на овакво да поминам и на црвено. Тоа не значи дека луѓето околу мене треба да ми го дозволат. Да. Значи, треба да имаме некој надворешен репер према кој што се стремиме за тогаш општеството да биде добро за сите. Инаку ако тргнеме само со тоа, мислам поентата ми е дека окей, златното правило се стои како тако, правиме го на другите она што сакаш тие тебе да ти го прават. Ама тоа правило би постоело во некој поширок контекст, дека ние можеме да градиме добро општество или добра фирма само тогаш кога се обидуваме да направиме благодат за сите, не само за себе, да не се најдеме по тогаш во ситуација, ето сега го спомнав поминувањето на црвено и тоа што собрајќајот ни е така поактуелна тема. Да. И сега во таква ситуација кај што пример ти ја водиш таа фирма што ја водиш, доброто под наводници за луѓето во таа фирма е дека на први ќе добија целата онаа плата која што ти си им ја ветил, за која што се подпишале, нели? На кој начин ти ќе го оствариш тоа? Ако сакаш, значи, да бидеш морално етички исправен према вработените, да исплатиш платата, тогаш кои се работите што ти би требало да ги направиш како менаџер, за да знаеш дека на овој први, на наредниот први, дека ќе имаш доволно cash flow за да можеш да ги исплатиш тие плати. Да, предизвиците со тоа не се секогаш етички. Како работодавец има многу повеќе одговорности кои што ги учам во последнава година-две, кои што за порано сум бил или несвесен или не сум ги знаел, дека како работодавец мора да се мисли многу чекори однапред, дека многу поодговорно е, значи повеќе луѓе зависат од тебе, мора да се погрижиш, да некогаш и многу понапорно да работиш од другите, за да се осигураш дека тие кои што се согласиле да работат со тебе, го добијат тоа што е договорено. За разлика, овој разговор се сеќам и со тебе сум го правил, кога некој е вработен, нема толку многу грижи, тој ќе си добие плата на први и има помалку одговорност за разлика од работодавецот кој што мора да се потруди да има доволно работа, да има клиенти, да има извор на финансии со кој што ќе се обезбедат тие плати. Да, и затоа не би го одговорил ова прашање чисто како морално, ама ако го свртиме во насока на тоа што го зборувавме претходно, дефинитивно не секогаш се заработуваат најмногу пари на морален начин. Тоа исто така еден од моите претходни шефови ми го кажуваше, ова што ви спомнав дека си дадов отказ, јас му реков јас не можам со манипулација да го работам ова. И тој ми рече како сакаш, ама ако правиш така нема да заработуваш толку многу како твоите колеги. Јас реков во ред, или ќе правам на мој начин, или нема да го правам на начинот на кој што вие ме учите. Така што некогаш честниот начин може да биде и понедоходовен. Така, и би можело да се деси баш кога сакаш да бидеш чесен, да мораш да кажеш не на повеќе проекти, на повеќе клиенти, значи од тој инпут страна, од влезната страна на cash flow да речиш не на некои проекти, а од друга страна да бидеш свесен дека имаш секој фиксни трошоци, вклучувајќи ги платите, кои што секој месец идат и ти дека мораш да ги исплатиш. И ако немаш доволна количина на пари, таа финансиска перница што ја викаме, дека можно е да се деси ти после некој први
да пропаднеш како бизнис. А за да не се деси тоа, значи треба да имаш тој што го викаме во маркетинг појак пайплайн, кај што цело време ти доаѓаат побарувања за твоите услуги, за ти да можеш да одбираш со кои клиенти ќе работиш, колку ќе наплатуваш, на кој начин ќе наплатуваш. Да. Еве како маркетери и двајцата знаеме дека е многу полесно да се задржи клиентот отколку да се најде нов. И поевтино. И поевтино, да. И затоа интегритетот е еден од клучните елементи да се задржи клиентот, што на долг рок и е добро и финансиски, затоа што еве ако ти Филип си ми клиент и ако јас се однесувам со висок интегритет, ти имаш доверба во мене, ми веруваш, знаеш дека тоа што сум го ветил ќе го добиеш, дека можеш да ми дадеш доверба, да ми дадеш да ми делегираш дел од твоите задачи и јас ќе ги завршам исправно. Да речеме, воспротивно, ако јас еве, на пример, денеска лажам за тебе, ги манипулирам твоите клиенти, за да тие купат од тебе, ти во иднина ќе знаеш дека Антонио не може да му верувам на него и дека можеби за некои посензитивни работи нема да имаш доверба. Јас, моето мислење е, ако еден човек го фатам еднаш дека лаже било кого, веројатно и мене ќе ме излаже некогаш. Така. Ако видам дека еден човек лаже некој друг, и мене веројатно ме лаже. Тоа е принцип на карактер. Не сметам дека еве јас со тебе сега ќе се однесувам специјално, а со Игор ќе се однесувам како мене ми одговара. Туку тоа треба, мислам дека пристапот треба да е искон сите. Така што не се грижам многу за тоа и не ми е жал кога некогаш правам тешки одлуки заради интегритетот, зашто на долг рок знам дека клиентите го препознаваат интегритетот и јас сакам да работам со клиенти на кои што им е важен интегритетот. Дали некогаш ти се вака уз кафе муабет ти се десило да споделиш на кој начин ти размислуваш, дека сакаш интегритет, дека сакаш честност, отвореност, конзистентност и во кафе муабет и во бизнис, и соговорникот, пример јас, да ти речам, друже, нели ти се чини дека тоа е малку прерозово размислување, дека таквиот став е супер како идеја, спроведена во реалност, дека не функционира. Да, свесен сум за тоа, свесен сум дека некои луѓе може така да го перцепираат, но јас сум убеден во своите вредности и сметам дека тие се безвремени. Дека и не сум спремен да ги поместам заради некоја краткорочна добивка. И иако некои луѓе може тоа да го сметаат како фанатично или нефлексибилно или ама јас сум уверен дека сепак на долг рок ќе бидам во право. Исто така сакам да спомнам дека овие вредности кои што јас ги живеам не се мои, туку се превземени од Библијата и јас тоа Библијата ја гледам како упатство. Еве Бог е нашиот креатор, создател, фабриката, која што напишала упатство за употреба за производот, односно упатство за јас како да го живеам животот полесно. И не се сметам дека јас сум затворен во некоја кутија, во некои правила со Библијата, но напротив, многу одлуки ми се олеснети, затоа што таа мудрост што има таму, јас и затоа почнав да ја читам Библијата, затоа што еден човек кој што јас ми беше идол во тоа време, рече, читајте ја Библијата, има многу мудрости таму, а јас како млад човек сакав да бидам мудар, сакав да бидам успешен и почнав да ја читам. И сватив дека тие мудрости се безвремени, поминале огромен тест на време, илјадници години и секој пат се покажале како вистински, како исправни, како вредни за живење. И јас сум таков идеалист што гинам за своите идеали. Верувам во нештото и не сум многу флексибилен за да направам ефтини, краткорочни, себешни отстапки за тоа нешто. Значи, ако добро те разбирам, ставот твој ти е дека да тргнеме религиозната димензија на Библијата, дека ти тој збир на мисли би можел да го гледаш како прирачник кој што народот, цивилизацијата го оформила на некој начин и дека ние имаме генерации и генерации луѓе кои што пробале да живеат на тој начин, се докажало дека е вредно и исправно и ти го земаш тој корпус на идеи како
практично проверен начин на живот и го живееш ради тоа што веруваш дека ако функционирало за илјадници години, за милиони луѓе, ќе функционира и за тебе. И дека не е твојата, дека не си нефлексибилен ради тоа што си тврдоглав, туку ради тоа што имаш длабока убеденост дека она што во Библијата народите го запишале, дека е стварно најдобриот начин да се живее. Добро те разбирам? Да. Okay. Да, сметам дека тоа е директна мудрост од Бог. И јас како човек кој што сум ограничен, си мислам јас не можам да знам повеќе од еден Бог кој што е семоќен, кој што се знае, кој што е најумен, кој што е најдобар во се. И сакам Бог ми дава сигурност да се потпрам на нешто што е посилно од мене, на нешто што не се менува, на нешто што е толку моќно што нешто што никаде во светот, во никое друго создание, во ништо друго не можам да го најдам. И тоа ми дава огромен мир. Ми има помогнато, Бог ми има помогнато да поминам низ многу потешкоти, проблеми, како на работа, така и приватни. И затоа сметам дека не е фер ако јас го тргнам Бог на страна, зашто кога сватив всушност кој е Бог, бев приморан да се соочам со фактите и аргументите дека јас немам друг избор, затоа што сватив кој е Бог и каква е неговата врска со мене. Така што единствено можев да се понизам пред Бог, да го прифатам како спасител, да речам Боже, да, ти умре за мене на крстот, ме откупи, ми даде подарок, да јас можам да имам вечност и јас не гледав, не можам да видам некое друго решение за мене, некоја друга смисла во животот. Затоа што буквално ништо во животот не ми дава таква смисла како што ми дава Бог. И затоа Бог е основата, коренот на се што правам. Се друго е мидливост, секој друг човек може да почине, може да се разболи, богатството може да го снема, куќата може да се запали, автомобилот исто може да се искрши, ама Бог не може да му се случи тоа на Бог. Бог е секогаш тука. Јас помна смислата на животот. Која е твојата смисла на твојот живот? Да, Бог е смислата на животот. Бог е во средината, е во основата и се друго доаѓа после него. Сите приоритети доаѓаат после него. Тоа не значи дека јас мојата жена ќе ја третирам лошо, дека работата ќе ја запоставувам за Бог или дека ќе се однесувам себично заради Бог. Напротив, сметам дека тоа е природна хиерархија, каде што ако Бог е на првото место, сите други коцки си го наоѓаат местото во сложувалката, ако кажеме дека символично дека животот е една сложувалка. Така што мојата смисла е да го прославам Бог, да го правам тоа што Бог сака од мене. Ова не значи дека Бог еве сега мене ќе ми се јави, ќе ми рече Антонио вака и вака треба. Сметам дека Божјата волја за сите од нас е напишана во Библијата. И таму може да најдеме се што е потребно да живееме еден исполнет живот и да видиме што на Бог, што тоа Бог што го сака од нас. И сметам дека кога човек е понизен и покорен пред Бог, тој може да биде многу подобар сопруг, многу подобар татко, многу подобар работодавец. Еве заради тоа, јас сега како работодавец се трудам да ги исправам грешките што ги правеле работодавците со мене. Затоа што Бог ми е на прво место. Јас се трудам да бидам одговорен, се трудам да им дадам шанса на вработените да зборуваат. Не ги осудувам прво, туку кога има проблеми им давам шанса да се одбранат. Исто така се трудам да ги исправам грешките на моите родители, на моите пријатели што ги правеле со своите жени. Се трудам да ги исправам грешките на моите родители кон мене како дете. На тоа што јас сум го гледал, се трудам да го живеам животот, како што рековме, според стандардот кој што Бог го поставил, зашто сметам дека е супериорен, дека јас со својата мудрост не можам да смислам вредности, да смислам да направам таква смисла за себе, која што ќе ме води, која што никогаш нема да ме разочара. Земам улога на адвокатот на ѓаволот. Како би одговорил на прашањето
дали можеш да го тргнеш Бог на страна и да живееш некаков добар живот без цело време да се повикуваш на Библија, без цело време да се повикуваш на Бог? Нели човештвото е доволно зрело да смисли нешто свое и да е така речено независно од Бог? Па во праксата тоа постои, не дека не може да го видиме, дека исто така многу луѓе се етични и добри според стандардите што ги имаме ние за добрина и етичност, и луѓе кои што не се христијани, кои што не се нужно и верници, дури и атеисти, во сите религии и светогледи, верувам дека може да се најдат луѓе за кои што ќе речеме ова е добар човек. Но тоа за мене не е, јас како го гледам, добрината или карактерот, односно однесувањето е само како школка, како фасадата на куќата. А Бог е внатре. Например, има, може да кажеме, ево оваа чаша од која што пиеш кафе, убаво изгледа. Ама внатре може да е неизмиена или да е валкана. Што ако е од надвор нештото убаво, не значи дека и од внатре е убаво. Тоа јас што го гледам, и ако јас бидам добар, а го немам Бог, е само некоја фасада, некоја маска што ми ја покажувам на другите луѓе. Сметам дека не треба да се оди така надворешно, туку таа добрина и тој карактер доаѓа од внатре. Што значи, прво е Бог, кој што прави во мене промена, кој што действува внатрешно во мене, и затоа што јас сум променет човек, јас ги манифестирам тие етички вредности кои што доаѓаат од Бог. Сметам дека е малку нефер да се користат тие библиски вредности кои што многу од нив и во нашето општество се користат денеска. Многу луѓе веруваат дека крадењето, лажењето, убивањето не е во ред. Многу закони во државите денеска се поставени на библиски стандарди, и сметам дека не е фер да се тргне Бог од таму, затоа што Бог е креаторот на тој стандард, е креаторот на тие етички вредности. Бог е синоним за добрина, за љубов, и сметам дека не е фер да, еве, например, јас да го украдам твоето дело, Игор, да кажам оваа книга, ти си ја напишал, ама еве јас ќе искинам корицата и ќе речам ево оваа книга, ќе користиме ние сите, ама никој нема да знае дека Игор ја напишал. Сметам дека не е фер. И сепак во светот, нели, многу идеи за големи брендови се на некој начин украдени. Некој развил таа идеја, еве, не знам, за имаше не спомнуваме, да, некои социјални медиуми, платформи, дека некој е развил и некој е украл и ја објавил таа. Така да тоа постои во светот и ќе постои, како што кажа, додека немаме некоја внатрешна промена. И баш е интересно она што го збориме и целиот овој проект, за тоа што ние како верници не сме само повикани или треба да отидеме негде на планина или да се затвориме во црква од утро до мрак и таму да живееме, да се молиме, да читаме, да пееме и едноставно да бидеме исклучени. Него ние мораме да се вклучиме во светот, во секој во својата она вештина или талант кој што му ги дал Господ, и да создава во тоа, да променува, да бидеме ние една промена што викаме биди промената што сакаш да ја видиш. Значи едноставно ако јас ти укажам на нешто со најдобро намерно и не сакам да те злоупотребам поради твоето незнаење или да заработам повеќе на тебе поради твоето незнаење, во тој случај така служиме на Господ и така правиме едноставно промена. И на тој начин, кога ти би видел, па да, он е секогаш искрен и со мене, и со Игор, и со сите други околу него, тогаш се надевам дека сето ова што го правиме ќе може да мотивира и некој друг млад или повозрастен човек кој што размислува на овие теми,
да каже па да, јас и на моето работно место можам да ја живеам мојата вера, не само во недела, туку и понеделник до петок. Кои би биле твоите завршни зборови или препораки како сето она што го видовме што го работиш на некој млад човек кој што сака да почне во маркетинг, дали има некои не знам, некои теми во маркетингот, нешто што би требало да го избегнува, кај што може да постои поголема манипулација, каде да се фокусира и како да почне некој кој што сака да одржи своето јас, кој што верува во Господ, кој што сака да му угоди на некој начин на Господ, но сепак да се бави со маркетинг. Еви, Игори, ти можеш да дадеш одговор од твоето огромно искуство. Значи, кој би било нешто што препорака за млад човек кој што размислува? Така, прво би почнал од оваа перспектива на верата. Сметам дека верата не е нешто интимно, не е нешто приватно, што секој треба да си го живее и да си молчи, но сметам дека е тоа нешто многу полезно да се дискутира и нормално со почит, со љубов. Сметам дека секој треба да е слободен да ја покаже својата вера на дело, со зборови и на работното место, да се покаже тоа што го верува и да се зборува за него, зашто да не. Јас сум исто љубопитен и често зборувам и со пријатели кои што имаат различни сваќања од мене различни религии и сметам дека секој млад човек, јас би го охрабрил да се чувствува слободен, дека верата е нешто што треба да се покаже и да се зборува за тоа. Од друга страна, од професионална страна, ако некој сака да се насочи во маркетинг, препорачувам што порано да се почне со нешто практично. Еве за тие што се студенти, што студираат маркетинг, препорачувам да почнат уште сега, уште веднаш да работат нешто, да научат барем една практична вештина, да пробаат да понудат ако треба и нешто бесплатно на некој сосед, на некоја продавничка во мало, некој забар во мало, да му понудат, например, да му прават реклами, да креираат графички дизајни, да водат социјални мрежи, што и да е тоа. За, да речеме, да изградат искуство и кој што ќе можат да го покажат како кредибилитет, да си најдат некој клиент и да покажат дека еве што сум направил. Исто препорачувам да се едуцираат. Едуцирањето во маркетинг никогаш не завршува, со факултетот не завршува, но постојано мора да се учи, особено денеска е толку динамично и се менува, секој ден има нешто различно и постојано човек треба да се надоградува. Со тоа што рано ќе се почне да се расте во некоја област и практични вештини ќе се има, на поединецот му помага полесно да се најде работа. Јас кога завршив со факултет, немав никаква конкретна практична вештина. И е тешко се наоѓа работа во тој случај. Од друга страна, дури ако сакате да бидете свој газда, пак е потребно такво практично искуство. И еве ако знаете да речеме Google Ads, ќе може да почнете компанија што е специјализирана за Google Ads. И потоа еве може да се проширите со тек на време на други работи. Така што раното знаење и конкретни вештини помагаат многу за еден човек рано да може да се пробие во кариерата. Значи човек да не престане да вложува во себе си. Така, треба да се свесни луѓето дека има многу луѓе што работат маркетинг и е многу лесно да се влезе во маркетинг индустријата во денешно време, затоа што има многу курсеви кои што им помагаат за релативно кратко време луѓето да научат некоја конкретна вештина и да почнат да работат во маркетинг. Не е сегаш потребно високо образование, не се потребни магистратури, докторати за да се почне во маркетинг и на тој начин луѓето што академски учеле маркетинг се во незавидна позиција затоа што секој може лесно се преквалификува и да дојде во маркетинг. И затоа е многу тешко да се најде работа затоа што има голема понуда на пазарот на труд за маркетинг професионалци, а нема токава побарувачка од компаниите. Особено сега со вештачка интелигенција, очекувам таа побарувачка да се намалува, затоа што секој маркетинг професионалец ќе биде многу попродуктивен со вештачка интелигенција.
Тоа е интересно, баш ми е мило што го спомна проблемот со вештачка интелигенција. Мислам дека таа револуција што ние имаме сега со вештачка интелигенција денеска беше слично нешто во 2000-та година кога фатинели тој .com бум и претходно со 10 години уназад со компјутерите, кај што можда во првите година, 2-3 нека се, дека тие early adopters на таа нова технологија ќе имаат многу побрза, поголема отскочна даска. Ама таа отскочна даска ќе трае само година, 2-3. Дека после година 2-3, а веќе се поминати година 2-3 нели од лансирањето на ChatGPT, дека после некое време таа платформа ќе ја користат сите. И дека тогаш користењето на таа технологија нема да носи конкурентна предност. Дека тогаш вештината на човекот кој што ја користи таа алатка ќе е многу повредна отколку самата алатка. За продуктивноста од она што јас го имам читано, беше некој истражување дека сениор маркетери дека ќе ја зголема својата продуктивност за 17%, 17 или 27, не сум точно сигурен, дека ќе бидат многу попродуктивни преку, конкретно беше за ChatGPT, ама дека па младите јуниори дека својата продуктивност може да ја зголемат од 50 до 70%. Со тоа што за ето го спомна Google Ads или Search Engine оптимизација. Имаш на Google 10 позиции. И сега во тие 10 позиции, за да излезиш од претходните 100.000 други конкуренти, треба да оптимизираш не проценти, туку промили. И дека во тие 10 последни места, усвари конкуренцијата ќе биде толку жустра, што не само што ќе треба да користиш ChatGPT, ќе треба да ги користиш сите алатки што ти се на дофат, и плюс ти како маркетер да видиш што е можно поостручен и да можеш да направиш добра buyer персона и да направиш добра бренд персона и да можеш да ги поврзиш тие понудата и побарувачката. Тешко дека без експертиза, голема длабока експертиза, фокусираност на маркетерот, дека тој би можел да успее без разлика на тоа дали има ChatGPT или го нема. Иначе назад на прашањето како би успеале помладите, горе долу би се согласил скроз со тоа што го викаш, дека цело време мора да се луѓето да се надградуваат, со тоа што би додал една дополнителна идеја, односно искуство уствари, кое што јас го сватив на лично на моја кожа. За јас да можам да го туркам мојот бизнис, ево веќе скоро 20 години кај што го работам, за да можев да дотуркам до тука, сватив дека не е доволно само да можам да направам вебсайт во WordPress или да направам кампања во Google Ads или да направам SEO, дека усвари тие deliverable вештини се една работа, ама имаш еден друг сет на вештини, менаџерски, кои што додека работиш сам како фриленсер, не можеш да ги добиеш. Дека ги добиваш дури кога ќе почнеш да работиш, а ако си доволно паметен, ќе почнеш да ги учиш пред да почнуваш да вработуваш луѓе. Јас направив таква грешка да не ги учев тие менаџерски работи и сега за тие помлади луѓе кои што се заинтересирани не само да влезат во маркетинг како маркетери, туку да влезат со план дека тие ќе имаат фирма за маркетинг, дека да, учи Google Ads, ама во исто време учи менеджмент, учи човечки ресурси, учи како кешфлоу функционира, учи многу работи други кои што се потребни, да, и бирократија. Да, административни работи. Да. Да, исто сакам да се оградам за нешто што кажав, сите тие совети се можеби сега релевантни, ама поради брзата динамика со која што се развива вештачка интелигенција, можеби и советите нема да бидат релевантни за скоро време. Така што човек треба да е носто во тек и можеби поинаку ќе функционира маркетинг индустријата во скоро време. Можеби некои работи многу ќе се сменат, ама дефинитивно сметам дека тоа знаењето за стратешки маркетинг станува се поклучно и побитно како напредува вештачката интелигенција. Да.
Супер. Антонио, фала ти. Фала што беше што ни дојде на гости, што беше отворен да разговараш и за својот живот, за сето она што тебе те направило она што си денеска. Фала ти за сите совети, за сите мудри зборови кои што ги кажа. Се надевам дека некој би можело да му биде од охрабрување и од помош она што го кажа. И уште еднаш ти благодариме, Игор. Се гледаме во некоја друга прилика. Благодарам и на вас. Ми беше задоволство да си разговараме на овие теми. Вера и работа ми е едно од умилените теми за разговор. Супер. Што ме допирате у нешто за кое што имам страст да зборувам. Одлично. Тогаш ќе те викнеме пак. Да. Ќе видиме. Благодарам.